Денес работни екипи на јавно предпријатие Чистота и зеленило вршат расчистување на депонија на мостот на река Кумановка. Значи, интензивно се работи од рани утрински часови. Покушаваме да дојдеме до самата река. Сликата што ја гледаме овде сите заедно со вас, драги новинари, е благоречено ужасна. Апелирам до сите граѓани да се воздржат од фрлање на смет во река, речно корито, се со цел да заштитиме животната и човекова средина. Ние работиме интензивно, ќе ставиме заштитна ограда од двете страни на реката, се со цел да не дојде до несакано фрлање во истата. Во ток на оваа недела ќе поставиме две корпи од 5,5 метри кубни. Сите граѓани што имаат потреба од депонирање на каваст отпад, истиот да го депонираат во корпите. Значи, работиме интензивно. Сликата е многу лоша, како што реков. Во наредниот период исто така сакам да ја запознам кумановската јавност дека ќе вршиме озеленување на сите расположиви простори. Следниот петок или сабота ќе вршиме, почнуваме со уредување на паркот во општа болница Куманова. После тоа интензивно работиме на градскиот кеј, парковите, Соколанскиот домиот парк, кружните токови. Се надевам дека граѓаните во наредниот период позитивно ќе бидат изненадени. Работиме на пролетен расад, сега ќе садиме овој период интензивно. Ќе се трудиме сликата во тој дел да ја смениме, перцепцијата дека граѓаните исто така ни е многу битно да ја смениме и се надевам дека тоа ќе биде на обоstrано задоволство. Сметот се наоѓа околу реката, не толку во реката. Имаше реакција на граѓаните дека одредени пластични шишиња се слевале скроз надоле кон дечињата. Така, значи јавно предпријатие не е задолжено за чистење на речно корито, значи ние немаме ресурси, немаме опрема за такво нешто. Имаме информација од АД Водостопанство дека они ќе пробат тоа речно корито да го прошират, да го исчистат, да го средат. Ние во нашиот делокруг на работа, колку можеме со наши ресурси што ги имаме, ќе работиме на подобрување на таа слика за комунална хигиена во градот. Изминатиот период чистевте на неколку различни локации, диви депонии. Каква е сликата по чистењето? Сликата повторно доаѓа до неконтролирано фрлање на смет, на отпад на исти локации. Сега не е во толку алармантна количина, не е толку како што беше претходно пред да ги исчистивме тие диви депонии, меѓутоа повторно апелирам до граѓаните да се воздржат до фрлање. Имаме многу диви депонии во градот. Во овој период ќе допрема до секој од нив. Сега најалармантно мислам дека горе кај пругата 6 април Анџа Ранковиќ. Таму имам огромна депонија. Сигурно дека во наредниот период таа иста ќе ја чистиме и ќе допреме до сите други мини депонии што се наоѓаат во градот. Се размислувале за поставување камера, видео надзор, мислам преку општината, не преку вас. Сега општината не би можел да каже ништо конкретно во тој правец. Ние сме немочни, немаме ресурси финансиски за такво нешто. Разговараме со комунални инспекции при општина Куманова. Они сигурно ќе постапат во склад со своите ингеренции, а ние сме тука за да ја подобриме сликата со хигиена. Директоре, на локацијата на која што моментално се работи, може да се види отпад од гуми кој најверојатно го оставил некој од околните оператори тие што работат со таа дејност. Дали во вакви ситуации вие можете да поднесете пријава до инспекцијата да се санкционира за да не се повторува таа појава? Да, до инспекцијата сигурно ќе поднесеме некои пријави. Сега они колку ќе постапат во склад со тие пријави, што ќе направат, не би можело ништо конкретно во овој момент да ви кажам. Рековте дека ќе се пошумува на неколку делови во градот, Да. дали во план ви се е зеленилото на местната заедница Панче Пешев, поточно околу на локалитетот Водовод или поранешниот Мај Маркет? Па да, во план ни е сигурно да. Не само Панче Пешев, значи ќе допреме до секоја урбана заедница и ќе допреме до секаде каде има простор да извршиме некое квалитетно, стручно, убаво зеленување, да насадиме садници. Мислам дека перцепцијата многу брзо ќе се смени во позитивен правец. Во тој дел, во тој поглед.